очигледно се сите согласни дека уставните измени се неопходни за продолжување на евроинтегративниот процес и предупредуваат на опасноста од руско-кинеско влијание, значи тоа бара да се внесе во резолуциите. Дали повторно ЕУ е дволична? Украина со сите проблеми е кандидат за членство, Македонија шампион за Западен Балкан, како што не нарекуваат, исто така кандидат. И може да остане зад Украина? Сме го зборувале ова неколку пати, значи еден познат балкански политичар дури даде една изјава на кој му е до морал нека оди во манастир, нека не оди во политика, така што за жал дволичните игри се израз на секоја политика. Значи не постои супер морална политика дури ни во Европа, за жал. Така што мора да разбереме дека Македонија се соочува со, се разбира една мала држава, моралот и орудие, меѓународното право и орудие и ние тоа го користиме. Но во однос на тоа прашање, за жал постои една голема опасност во моментот, значи украинската апликација да се третира низ една геополитичка призма, додека целиот Западен Балкан, вклучително и Македонија, да се третира на еден поинаков начин. Што значи тоа практично? Па тоа практично би значило дека Украина би била ставена на една брза трака кон Европската унија, додека Западниот Балкан ќе си оди се уште во локален воз кој што едноставно нема крај на процесот. Сега, спротив ова решение е клубот на, би го нарекол, на држави кои што се поддржувачи на Западниот Балкан во Европската унија. Тој круг можеме да го нацртаме слободно. Значи станува збор за Унгарија, Словачка, Австрија, Словенија, Хрватска и од големите земји тука би ја броиле и Италија. Значи ова се државите во Европската унија кои што велат дека не е возможно продолжи овој москавичен пат на Украина кон Европската унија без притоа се разбира и Западниот Балкан да биде придвижен кон унијата, да се разбереме никој на Западниот Балкан не се противи нели на украинското, на молдавското членство, апсолутно во секој аспект.